Досега ниту еден административец не е префрлен во приватниот сектор. Министерот за администрација Дамјан Манчевски тврди дека процесот, иако се уште не е почнат, ќе заврши до крајот на годинава. Преговорите со бизнисот и синдикатите биле добри и тие начално се согласиле со предлогот на владата. Вели тој, разговорите ќе продолжиле, а на службениците ќе им се понуделе пакети за да заминат од администрацијата и да стартуваат со работа во приватни фирми. Што точно ќе содржат овие пакети, засега не се соопштува. Имавме иницијални состаноци со сите стопански комори и со дел од синдикатите. Разговорите продолжуваат понатака. Она што е добро дека се прифаќа идејата, концептот, заедно ќе работиме со нив за да ги дефинираме конкретните пакети кои што ќе се нудат на вработените во јавниот сектор. Повторно до крајот на 2019 ќе имаме конкретна реализација на овој концепт. Еден од чекорите за да се подобри услугата кон граѓаните е и редизајнирањето на интернет страниците на владата и министерствата. Манчевски признава дека граѓаните читаат само вести и соопштенија за активностите на функционерите, но нема детални информации за работите што нив ги интересираат. Од следната година преку веб страниците, граѓаните треба веднаш да добиваат одговор од институциите. Треба да се знае и бројот на одговори и времето кое било потребно за тоа. Граѓаните можат преку веб страната на владата да упатат конкретно прашање, има конкретни рокови во кои што мора да добијат одговор од страна на соодветната институција. Многу ќе едноставно, многу е интерактивно, многу лесен начин на кој што граѓаните ќе можат веднаш да добиваат одговори. Реформите во јавниот сектор беа најавувани уште на стартот на мандатот на оваа влада. На крајот на минатата година во администрацијата работеле 132.000 лица во над 1300 институции. Речиси 20.000 луѓе се вработени во АРМ, МВР и органите во негов состав, како и во Агенцијата за разузнавање.